Според информацијата од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со ребалансот на буџетот за 2022 година се обезбедени 450 милиони денари нови дополнителни средства за реализација на капитални инвестиции во делот на водоснабдувањето. При тоа се наведуваат проектите Конско, Рабен, Речица и Речани, без да се наведе за кое вештачко езеро колку средства се предвидени. Ако се знае дека за изградбата на браната Речани се потребни околу 40 милиони евра, а за годинава од предвидените нешто повеќе од 7 милиони евра, кога би се поделиле рамномерно, ки припаднат околу 20 милиони евра, тогаш не може да се очекуваат позначајни зафати и значително зголемена динамика на градежните активности. Прашањето е дали со вакви издвојувања и со ваква динамика на реализација на најзначајниот водостопански проект на истокот ќе се остварат предвидувањата на стручњаците, речени да биде готова за 4 години. Дека браната со капацитет од 22 милиони кубици вода треба да добие апсолутен приоритет за изградба, зборуваат аргументите за инсталирање 3 хидроцентрали за производство на електрична енергија, толку неопходна за актуелната енергетска криза, наводнување на кочанските полиња и снабдување со квалитетна вода за пиење на Кочани и уште десетина населени места, што ќе значи исфрлање од употреба на препумпните станици за штеда на струја. И на крај, развој на повеќе видови туризам и на крајно пасивниот регион од Осоговието.